Промената во надворешната политика и дипломатската офанзива на премиерот Христијан Мицкоски и целата власт во Македонија може да донесат само бенефит за државата, сметаат познавачите. Последната средба со францускиот претседател Емануел Макрон е само уште еден доказ за обидите да се презентираат македонските ставови, кои се целосно променети за разлика од претходно, кога Македонија ги прифаќаше сите уцени од соседите. Поранешниот амбасадор Ристо Никовски за Алфа вели дека чекорите на власта се единствен начин како да се тргне кон надминување на блокадата. Таа офанзива која се спроведува веќе цело време од кога дојдоа на власт, нели така, е апсолутно корисна, неопходна и таа ќе помогне. Таа веројатно не може да ги реши од корен работите и проблемите со кои сме соочени, де факто да ја надмине блокадата, меѓутоа тоа е првата етапа која ќе води во следни чекори. Знаете, во суштина, ние мораме да бараме разбирање од сите членки на Унијата и пошироко од американците и така натака. Со цел членство во Европската Унија, Македонија го промени името, прифативме бугарските уцени да ни станат и официјални барања и од Брисел. Според Никовски, грешките се наши и мораме самите да ги исправиме. Вели мора сите да сватат дека сме доведени до нешто што е неприфатливо, не може да опстане и дека мора да има промени. Разбираат и нашите партнери во Унијата дека до тамо сме дотерани, дека мора се бара еден радикален излез, тогаш Македонија ќе може да превземе порадикални чекори и да е надминува ситуација. Грешките се наши, треба да се признае во разговорите кои ги имаат со странците, нашите водечки политичари, и ние ќе мораме да ги исправиме на крајот од денот. А тоа значи дека мора да се откажуваат некои претходни префатени обврски и да се почне од почеток. Мицкоски заедно со министерот за надворешни работи и надворешна трговија Тимчо Муцунски минативе денови присуствуваше на самитот на Европската политичка заедница во Будимпешта. Од владата велат дека овој форум ја потврдил важноста на меѓусебната соработка и споделување на решенија за клучни прашања, како економската сигурност и регионалната поврзаност.